Мадара, Јоцко, денес ние во режија. Со кумбето имаме денес една многу интересна гостинка. Сакавме да направиме емисија за спортот, не само дека е за спортот, туку она нешто што, например, кој ќе речат, абе касно е, сега да почнам, да не почнам, да не знам шо. Нашата гостинка денес, Дарија Крстевска, битолско чупе, затоа се гордееме ние со битолчани, нормално се си стакнуваме нешто. Е доказ дека не е ништо касно, не е ништо прекасно. Освен за мене, касно е веќе за спорт. Утре. Па касно е за мене. Сега можам само бодибилдер да бидам некој така, знаеш. Полудебел, полунабацан. Да нема трчање, да нема. Да нема, не, Шо да. такви работи? Не, јас мислам дека е касно за професионално, ама за рекреативно. Не е Се толку зависи, касно. ако збораме за атлетика, во атлетика можам да јадам на 100 метри со пречки. Само ништо повеќе. Да јадиш, а? Да, и то со пречки. Да ти го затворат фрижидерот. Да треба се тепаш да се караш. Дарија, добре ни дојде. Добро ме најдов, ви благодарам на поканата. Секако дека ќе те поканиме. Знаеш дека се бркаме некој време со тебе, чекавај викенд не можам, па Дуле беше болен, па не беше, па идам, па не идам. И сега те фативме од трчање да дојдеш кај нас на емисија. Директно, со загравање. Директно со загревање. Многу ми е кеф што дојде. Ти си еден пример како човек може да успее ако сака и не мора тоа да биде од најмали години, туку може да биде кога сака. Ти се занимаваш со атлетика, конкретно, колку што можев да видам, ти во една година успеа да освоиш, не знам, неколку златни медали, неколку сребрени, неколку бронзени медали. Еве, прво место на 800.500 метри имаш, што е куп на младинци беше? Да, Куп на и на младинци. сениорски, и на сите категории. Сите Значи ова јас што го држам е државно првенство. Од државно првенство, да. Државни првенства. Исто и Браво. моето. Злато си се надава. Да. Имаш на трчај бе освоено прво место на 5 километри, второ место имаш скопски маратон исто 5 километри, сениорско национално првенство 1500 метри, тоа беше. То не е од овие некој така, Не. донесе ги, не ми донесе тие. Ни донесе исто многу медали, а овие се рече малце, се донесов малце, кој знае колку има дома, не знам. И нешто мене што ме заинтересира, ама ќе правиме после мојот балканско првенство, крос кантри. Тоа се одржа или не се одржа? Се одржа. Се одржа, Се добро. одржа Кај се во, одржуваш? во Романија. Во Романија. Во Кампуло, Молдовенес. Тоа е некаде на граница на Украина. Кај што се планините. Кај што се планините. Така. Исто местото слично беше на Пелисти. Така и многу личеше на Пелисти. Крос кантри, еве, за пример, јас не знаев што е. Може да ни објасниш што е крос кантри, се трча на планински патеки. Ко на планински патеки, нерамни патеки, како Значи да вокал. има елевација. Да има Да, голема угорници, елевација, удолници, горница, така. удолница, калда. Така. И се она со кое што би почнале е Јас сакам да ја прашам прво нешто. што? Па спомна атлетика. Јас стварно многу не знам што е атлетика, што спаѓа под атлетика. Значи Точно. што е првото нешто што ти паѓа на ум кога ќе слушнеш атлетика да ме прашат, не знам да одговорам. Мислам знам дека е нешто со трчање, еве маратоните се под атлетика и така натаму, али валјда многу поголема група на спортови има во атлетиката, Оке така. дисциплини опфаќа. Така. Ги опфаќаат човечките движења, основните човечки движења, фрлање, скокање и трчање. Така. И Во фрлање, трчање. значи фрлање ѓуле е во атлетика. Во атлетика, да. Со Фрлање, тоа ѓуле, можете, можам да се копие, занимавам. Да. Да, диск, така Диск, исти, да. диск, да. И од сите овие Адиво. дисциплини, што тренираш? од сите дисциплини тренирам долги стази Долги и стази? средни, ама долгите ми се Ама само трчање, така само или трчање, нешто само друго? трчање. Ти значи кога ќе трчаш најмногу уживаш. Најпоќе. Што повеќе траи, Што повеќе, што поубаво. што повеќе што поу, одлично. Последните години маратоните се доста актуелни. Да речам, актуелни во смисла луѓето повеќе гледам трчаат, луѓе што никогаш не трчале почнале да Да, трчаат. и голема масовност има. масовност има, да, и тоа е убо, затоа што е една многу здрава активност. Ти на твои 17 години почна активно да се занимаваш со атлетика, мислам. Сето е тоа во ред, ништо не е тоа нешто страшно или било како, меѓутоа почна некако рекреативничко да си трчкараш, што ти велиш долги стази сакам, Да. како ти дојде така баш за долги стази. Не баш одма рекреативно, директно како почна. Се занимавав пред тоа со фудбал. Ама не беше баш не се погоден тимот. И не се пронајдов едноставно. И реков на мајка ми, дај да пробам нешто друго, му велам.
И Баравка имат клуб, гледам во Битола има клуб за атлетика, во Олимп. И мајка ми се јави на директора и се сретнавме и почна. И тренерот виде дека стварно имам потенцијал и доста се вложи во мене. Голема благодарност до Демир Даутовски за големата поддршка. Супер, браво. Стварно нема да бе денеска. Не ти рекоа ја таму кога се пријави многу си голема за сега да почнеш или такви работи? Не баш, не. А од колку Зашто- обично почнуваат вака да Па, се занимаваат? од помали почнува. Помали. Ама не значи, зашто Дарио пример Ивановски, најакиот маратонец, па дури надвор од Балканов 2:08 има маратон, тој започна исто на мои години. Така. И Адријана Попарсова, најаката женска атлетичар, Да. исто вака на мои години започна. Значи, Нема врска многу годините. интересно, Да. многу Да. интересно е што влезе одма и одма влезе all in, ке речам јас. Да. Затоа што ти стварно да во една година, така во една година ги освои повеќето Да. твоите медали. Како се стигнува до таков успех? Во една година да речам, на толку медали, на толку надпреварувања да одиш. Го пофаливме исто и твојот тренер, јас искрен да бидам, не знаев дека има атлетски клуб во Битола, еве прв пат слушнав за тебе. Пошто за тебе слушнав на интернет, Да. по медиумите имаше, исто беше и спортист на годината прогласен. Да, бев за Битола За Битола. прогласен. Во која 2024-та? 24. 24-та. Така да како се Влезе стига? во една година се му собра. Му Браво. собра, му истрча, му изнатрча Да. и како за толку Би рекла кратко време? голема жилба, дисциплина, голема дисциплина. Дисциплината, да. Дисциплина, ама Меѓутоа, па дисциплината е најбитна, Најбитна. нормално, да. Во спорт. Затоа што желбата како желба, само ако имаш желба, али не си дисциплиниран, Џабе. па дури и талент, па дури и генетски предиспозиции, ако не апсолутно. ги врзиш со дисциплина, да, мислам дека џабе посебно во спортот кај што е исцрпувачки. Овој атлетиката би ја клал во исцрпувачки спорт, Премногу пошто е. активен си по неколку сати. Еве јас како бивш пливач, како дете знам дека кога се спремавме за маратони, па пливавме по некои 40 минути сат без престан, Да. што исто низ глата ти се врват многу работи во моментот. Да прекинам, да се откажам, доста ми е, зашто го правам јас ова и така натаму. Не измачува. Сигурно си имала такви Да, моменти нормално ти. како и секој Да, спортист. али дисциплината е она што те враќа назад. Кажи ми, ајде некој, како да ги наречам, рецепти за дисциплина, за ние што сме помалку дисциплинирани. Па не знам, треба да се најде некоја движечка сила, да нешто ве влече премногу, да има некој поддршка голема. Не знам како да речам. Еве јас Нешто треба што- фамилиарно, Го гледаш на крајот од тунелот и се Да. стремиш да го стигнеш, Да. вајде. па би рекла, не знам како би рекла. Како рече фамилиарно? Да, фамилиарно спортисти, премногу голем спорт се врти муабетот кај мене спорт е само. Така. Фамилиарно спортисти сите, И што имаш во фамилијата? фудбалери, фудбалери и пливачи. и пливач. Да. Добро, значи си. Голем поздрав до пливачот. До колегата мој поздрав. Колегата поздрав. Врачара ми е Анастасија. Таа плива? Да. И кај да тие тренинзи е баш преизбар. Во Охридот да тие пливам. Значи во Охридот. Да. А атлетика почна да тренираш активно турбо со клубот, атлетскиот клуб Олимп. Пред да те прашам како ти изгледа тебе еден тренинг деј со клубот, ме интересира дали во ова година и пол, еве колку помина од кога се занимаваш, То година, да речем 2 години, не цели. не цели 2 години. Дали има нешто што ти претходно си се одрекла, нешто што сакаш да го правиш, заради потребата да бидеш тука дисциплинирана, посветена на онаа што се вика Па излегувањето. излегувањето. Примерно за вчаршија. Не можеш секој пат да излезеш. Да, Нема секој. другарките излезени, ти треба да Ти одиш на дома тренинг. треба да спиеш или да тренираш. Ама то не ти е проблем во Не смисла ми е проблем нич. да сакаш. Мене би да ми не било киш. проблем пиењето, што ќе морам да го скратам. Да. Пошто во дисциплин, да, исто е како во секој Да. спорт, мора да сте во карантин пред битна трка и така натаму. Мора да се намали интензитетот на Да. тренинзите, да се одмориме, зашто битно е да си одморен пред трка, Така, иначе така. нема резултат. А како ти изгледа еден тренинг деј?
Па во зависност. Оти ние за атлетика, јас многу често сваќам кога има првенства на телевизија и ми се интересни скокање со стап, ми се интересни скокање преку она како се вика, преку вратило, не знам. Висина. По висина, да. Скок со стап. Скок со стап. Сите тие дисциплини ми се многу интересни. Трчањето на долги стази бара сигурно некоја Многу е комплицирано. подруга припрема. Како ти оди припремата пример? Со висока километража. Треба доста голема километража да се првим база треба да се изгради. Па сетнем брзина. Со разновидни тренинзи. Тоа е во зависност од тренерот како ќе ти ги направи тренинзите. Така, значи тренерот кај вас Од прилика треба одредена програма си работите. и се крива постепено километражата дојде, пример, ево да речеме 5 недели, се криват постепено километражата до одреден, пример, до ево Да, до 90, јас имам 90 Што доведе? километри неделно. Неделно. Да, и сега пример ќе се спушти малце, и кога ќе се спушти ова недела, тогаш нагло ќе се крени формата. Така, а како те прати тренерот, трча по тебе? Со точак или Со трча точак. со мене. Ама најчесто со точак. Така. Интересна работа. Па Пример- мора човек ако прати 10 души да трча по сите, не му се исплаќа. Така, искапи Да, трчање. да. Да. Интересно е, чат пат гледам по некој стори си објавуваш кај што си трчкараш, сега си Да. Скопје на факултет. Сега сум Скопје на факултет. Се запише на ДИВ. На ДИВ. Таму има какви смерови, што смерови има? Има два смерови, тренер и професор. Јас сум на професор. Си на професор. Со професор може да си и тренер. Кадар Така, па ќе ми се исплаќа да дам. Така, ама и не е само овај факултетот, атлетиката, туку ти исто сакаш и да свириш и свириш пијано. Да. Значи сепак и музиката ти игра улога. Мгм. Дали слушаш музика кога ќе трчаш? Дали можеш? Не, не смееш? слушам музика. Не е Не. препорачливо или Не, јас не слушам. ти не киш? Да, Ти сакаш да си Она присутна, само- фокусирана фокус. во нештото. Сама со мозокот. мозокот. Тоа е најтешкото, значи Тоа е целата спинта, Сега тоа сакам да те прашам, што е потешко, физички или психичкиот напор? психичкиот. Значи Убива. борба со глата е потешко од борба со нозете. буквално. Колку пати имам изгубена трка само од глата. Од ништо друго. И што Да. значи то? Како изгледа? Како А колку и да не ти можат нозете, ако глата му рече ќе стигнеш, Ќе стигнеш, до ќе целта? стигнеш. Ќе стигнеш. Зашто телото е многу поспособно. Така, Само мозокот лажи, ништо друго. значи Ти има речи не борба. можеш и па, те А сечи. зошто ете одбираш без музика? Подобро ти е? Пој ќе се Зашто на фокусираш? трка нема музика. Не смеш Не, така слушалки на трка. Па не е убаво, ти се занимаваш професионално да Така, трчаш, така, не е тама музика. Си пуштиш рапче. Не, зборам се на долги Да. стази 1 сат. Ако ќутам, јас ќе се пореметам со ADHD-то во глата. А иначе колку која е најдолгата трка што си истрчала? Па моментално трчам до 5000 метри, сега од 26-та ќе почнам со подолги на 10 и на 27. Сега зашто рано сум уште. Така. Од ледуци не почна да се вели збор. Да, Така, да. добро. Па добро, сепак Да. за скоро 2 години 5 километри Да. со толку 1000 медали, метри. да. Главно О. најпоќе ми Како Ми се овај бележи. си има некоја скала, претпоставам, сега велиш еве една година одам до 5 километри, после му одиш на подолги стази. Спремна си сето тоа да го износиш сега и факултет, оти запиши факултет, Да. таму треба си посветена. Па сега и патуваш тренинзи, секој викенд се враќаш? Тренинзи правам секаде кај што ќе стигнам. А Да. мора да се одржат сите тренинзи во неделата. 6 пати неделно тренирам. 6 пати неделно. Тоа е секој ден, Секој ден. со 1 ден пауза. Со 1 ден пауза. Секој ден пауза. Одлично. Па медали не се носат. Да. Мора секој ден иначе, атлет таква е Точно, Не да се се Олги држиш во стази форма такви се. континуирано, да. А конзистенција мора. нешто освен пијано свириш активно или не? Свирам активно. Да? Моментално во Скопје немам баш многу, така да малце на Опција. пауза. А освен физичката припрема што ја правиш, не знам, се фокусираш и на исхрана, што внесуваш, колку калории, такви работи или не? Па калории не бројам и не е препорачливо, мислам да се бројат. така. Не е здраво, ем се мачам да трчам, уште да бројам калории, точно, треба стварно да внесуваш дури поќе калории повеќе треба да внесувам. Да. Гледам да сум најадена, така просто речено. Тоа е финтата, мислам. За да можам да трчам, јас треба да Се сум најаден. препорачуваат поќе Јагле, хидрати да. заради енергијата? За енергијата, да, Така, повеќе така. јагле и хидрати. Захтева поќе финансиски средства се тоа. Захтева многу.
Да, скапо е, здрава истина, не скапо. Искана, мене Да. Скопје многу ми одат вака. Да, посебно Скопје, А и плюс посебно ако не патики треба да се готвиш купат, сама, да. а лишта треба. Да, Патики да. посебно, патики веќе ги јадам во еден месец. И ми многу трчаш, веќе пеше да Да. се од трчање дојде. Са и со трчање ќе си одиш кога ќе заврши емисија. 20 километри имав сега. Сега денес, Да, денес имам 20. значи сега си на 20 километри направени. Да. Тука кај нас. Со паузите го правиш или Не, тргнуваш и 20 километри, ама Да. се надпреваруваш на 5. Да. А, Значи кога ќе се надпреваруваш на 25 километри, велја Нема по 2, 50. нема 25 дистанца. 21 има. 27, ете, да. Полумаратон. Да, полумаратоно. Значи кога ќе се спремаш за 27, ќе трчаш 40, 50. Не. 25. 25. Так. Ама за сега мислам и со 20 да пробам полумаратон, ќе си старше полумаратон ако ништо. Так. Мислам со резултат. А трака да си купам, дали што е поубаво? Трака да си купам да трчкарам низ дома или во паркот да Во излезам? паркот дефинитивно. Ништо не заменува, освен надвор да излезеш и да старчеш. Да изтрчаш. Да. Јас па не знам, оти се запнав, ако не почнам, сакам со трака дома. Не знам, оти ме Па, мрзи да купи. излезам. Да трчам. Купи. А? Битно некако да се движиш, Да, купи. Ако веќе трчаш, поубаво е да дишиш чист воздух надворот, Дома колку овдека. внатре што го кружи климата. Чист воздух на лето има во Битола, во зима нема чист воздух. Ама добро, сепак е почист од колку воздухот во куќата дома. Ми дома затворени, климата рока цело време на 27 степени, нема нешто чисто. Што сакав друго да те прашам? Па не ми текнува што сакав друго да те прашам. И јас сакам да ја прашам. Дали јадиш готова храна или си готвиш? Го готвам и готова, сега зависи пример колку сум уморна. Точно, и колку имаме време, да, И ама колку имаме, зашто многу сум сега моментално настегана и со време. поздраво е, мислам, за спортист кој ќе јади малце храна со Готвен. посветено внимание, готвена, да, точно. Ма најчесто гледам А да е сепак си готвено. студентка и тешко е са и да готвиш, и да трчаш, и На да учиш за факултет. испити, да и... Седиш во студентски Не, подстанци? постам. Така велиме, подстан. Да, Или Битола, не, Битола да не велевме настан кај веле, настан. Прилеп. Прилеп настан. Ај си настан. И како ти се гледа сега прва година? Па одлично, многу ми се свиѓа. Задоволна Баш си? го да. Положив сега овие колоквиумите што беа. Значи школото си го запазваш, Да. нема. И како еве изгледа еден како се викаше бе, семестар семестар. на Семестар. див. Да, отизнам има доста Тоа спорто е- и доста Ево гимнастика, сега главен е гимнастика. Тој не е главен спорт, сега моментално што го полагаме на 2 колоквиуми и вежбаме. Исто сме ко гимнастичари. И полагаме се. Партер, вратило, Разбој. разбој, да. Јас двобисински разбој, Ете, јавно ќе кажам сега пред сите, харики. дека Прескоци. нешто што мразам најмногу беше то, од основно, ништо не можев да направам. Паѓав со се јарец, со се сите што ме држеа. Не, ако ти Да, кажам на дека оние разбои кои се качвав, ма дома си сечев сунгери од стар душек, си лепев овде под душки. леле, Да не ми посинат рацете и пак бев джигер син. Јас го мразев разбојот Многу. најмногу, тренирав и јас гимнастика кога бев мал. Вратилото не го сакав и разбојот. јас најпоќе го сакам вратилото. Да? Никој пат нема фатено, друго идов на факултет, никој пат нема фатено вратило, ама најпоќе ми се бенефит и правам Па, се што треба. Ова докажува дека имаш спортска душа без разлика, што би пробал Да. од спорт, влегваш одма директно со без страв, без ништо. Баш сега пред некој ден полагавме втор колоквиум прескоци, коњ прескоквевме, тој коњот беше толка вак, висок до овде накаде. И требаше од одскочна даска да направиме премет нанапред. Тоа премет нанапред како да објаснам, Јас знам што е. знаеш, Да. премет нанапред. Да. За се затрчаме, Преку коњот. преку коњот да направиме. И положив. Не е ризично тоа? Многу ризично, многу ризично. Можеме да се прекршиме буквално. Да, и јас партерот го сакав многу, да речам, и отиде на земја, јас малце од висина имам страв за тоа. Или ќе положиш или ќе се убиеш Или таму. ќе се Е, прекршиш буквално. кичмата. Буквално. Јас на тоа вратилото баш бев качена и требаше да направам повртлеј напред од упор јавајки. Може знаеш, Да. тоа се расширени нозе. И само се пушти и се предомислив откако се пушти. Се предам. И останав висе. Ниво Или монитор. ако се пуштев директно нагло ќе падне. Ако се пушти. А те влече гимнастиката вака? Ето. Па интересно е, интересно е. Ама не би го сменала за атлетика.
Сега вервам натаму како ќе кидат годините, ќе имате веќе и скијање, Ќе имаме во пливање, втора година. бокс, такви работи. Скијаш, имаш скијано? Имам скијан. Тоа е добар спорт. Сега тука ми е прашањето. Ама сега моментално... Ајде, скијаш, пливаш, трчаш, работи што захтеват, што зависат само од тебе. Тука се влегва, ајде во фудбал, кажа дека си се пробала, бокс, други вештини, кај што сте двајца, не зависи секојаш од тебе. Ти колку да си спремна, Да. може и други да е поспремен. Да. Или пак, не знам, колку се осеќаш што ќе да удриш некој. И тоа е малце тука. Дали си размислувала за такви спорти? За тие спорти што кај што не зависи се од тебе и од твојот мозок, туку Па мислев дека ќе се пронајдам таму, зашто стварно фамилиарно, фудбал. Татин ми беше фудбалер, братчет ми, сите фудбалери. И ај си реков, ќе трнам по патот на татин ми, зашто мене татин ми е најголема инспирација. И нормално движечка сила ми е моментално. Не е меѓу нас повеќе, ама Ама си го носиш ти со тебе. ангел чувар ми е Да. и ме влече на стоп. И не знам, пробав со фудбал, ама тимската игра не ти се бендиса? тренирав јас премногу, ама џабе не ми се даде таква Точно. шанса. И не само шанса, некојаш колку и да не зависи од тебе. Така, Не зависи сте од мене тоа. 11 души се. Кога велиш Да. не ми се даде шанса, јас те сваќам на тие, ајде ќе речеме, бирократски процеси по клубовите, што ги земат на ова и на она и на... Напречи ме малце. Нема и гајле, нема да кажеме ние никој со име презиме, него не си ти единствената што го има ова кажано, јас и Точно, внука тоа е на јасно. Тина, внука истото, мислам, Да. се откаже од фудбал затоа што фаворизира некои други таму деца. И сам што- дојшна никој да не оди на тренинг, јас на Ќумурно, никој не дојде, но иди тренер го нема, ги нема ни едно чупе не дојдено, јас на тренинг. И што ќе правам сама, се тренира фудбал сама. Да, Точно, точно, да. точно. И затоа се губе, желбата почна ми се губи мене. Јас имам голема желба за фудбал. Тоа е. И стварно се гледав ко фудбалерка. Ама, ето пишано било. Па добро, Одредна страна ништо не се да, југо. случува случајно, да. Фесот испадна да, нешто многу точно. поумно, може би, не знам. Точно. Не може би туку 100%. Да, ама и не знаеш ако беше фудбалерка, може ќе играше сега, не знам, Не знам, ама во Јувентус, во Барселона, во Манчестер Юнајтед напреженски Абе и во тим. Црвена звезда И во доволно Црвена е. звезда. да. Ќе направиме една кратка пауза и ќе се вратиме во вториот дел да ни ги кажи малце Дарија медалите како му се, од кај му се, шо му се, пошто донесе реков не малце, ама Да. имаме многу. Јас знаеш што викам за овој медало? Би го изгребал ова северна и ќе си направам од тоа златен запег. Ти брат имаш заби за мене, зап треба, јас немам. Ќе ми го Ајде дадеш се мене. враќаме Ајде. после паузата. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави и префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани која почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности и една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Вториот дел го почнуваме со кумбата, сакаме да пуштиме еден апел. Ова наше чупе битолско, кажавме многу работи што ги направи во една година, многу успеси што ги направи во една година. Една инспиративна приказна и сакаме да апелираме со кумбата до сите, ајде претежно може и до локалните бизниси кај нас што се од типот на спортска опрема, од типот на суплементи, како се викаат тие работи за... Абе и кладилници имаме, такви работи, нешто тие веќе се занимаваат со спорт. Мислам, според мене е многу глупо да си спортска кладилница или нешто да спонзорираш некој инфлуенсер или контент креатор. Луѓе што горе-долу не прат нешто посебно за спортот. Посебно за спортот. А спортисти што те промовират во тој, како да кажем, во таа категорија кај што си како бизнис и на вистина му треба, сметам дека треба да ги поддржат вакви млади таленти, луѓе што Правиме муаве пример за спортска продавница, може и спортска продавница една година
минимум да му спонзорира патики. Ме само патики, така, на точно. еден месец, така? Да. Значи ти требаат патики, ти требаат алишта, треба здрава исхрана, тие Суплементи, такви сите работи, тие да. работи. Апелираме до сите Мислам, да излезат во пресрет и да ја поддржат Дарија, затоа што така глумец, не знам, инфлуенсер, водител, како сакаш наречиме. Како можам и јас да му продам суплементи на некој, да ме спонзорира мене продавница за суплементи. никако ќе Така? ќе лажиш дека пиеш. Абе и да пијам, кога ќе нема на мене резултат, зашто да го пијам то? Кој би го изрекламирал по-убаво? Јас или таја, така? Се сложам. Така да, мислам дека апелот ми е на место. Затоа што Дарија не само што досега ги освоила сите овие работи, Дарија е една голема надеж на атлетиката во Македонија и тоа е факт, нема бегање од тоа, затоа што самото тоа со овие сите медали што ги донесе тука е Кој ти е доказ. најомилен од сите медали? Не го носам моментално Не? дека, да. А тој е Од Охрид трчат. од Охрид трчат? Да. Зошто ти е омилен? Па многу убава приказна носите медал. Да ја слушниме. Па трчав со повредена нога. Стапалото имав повредено, втората А коста. сепак се пријави или во меѓувреме се деси? Јас бев веќе пријавена, уште пред неколку месеци Да. бев пријавена. Ова се случи на 28 на 28 мај, ова беше јуни. И ај си реков ќе ја гледам тркава, не мора да трчам, зашто стварно не можев на нога да стапнам. И ај ќе реков. Таа ми беше прва трка што ме гледаше тетин ми и последна. И поќе не ме имаше видено ни една трка. И тоа многу ми Ти значеше, ми значеше, да. Морам да се И докажам. реков, ајде јас ова сходната година ме гледаше, а ова година не ме гледаше. И ај реков ќе одам за спомен, барем ќе поминам само рутата, слика носев на грбот од мене и од него. И ајде реков само ќе поминам во спомен него. Так. И ајде пукна пиштол. Јас усвари му реков на татко ми нема да ја трчам, само ќе поминам. Ама јас морам ќе се загреам. И ме прашува, ќе трчаш петка. Не му велам, не трчам, повредена сум. Јас, ама подсвесна, ќе трчам. И пукна пиштоло. Си мирам, ај не ме боли. Ајде бе, не ме боли, пиу, прва. Значи истрча 5 километри. Истрчав. И што е најчудно, јас пред на загревање не може буквално со 7 минути на километар одев пейс. Буквално не може да се загреам. Толку, ама трнав и ништо не осети во ногава. И освој прво место? И прво место сум. Браво. Браво. И сед нема поќе не може да стапнам на нога. Го заврши После трката. пауза правиш. Оле, ова е доказ 7 дека месеци. муабетот што го правевме преге, дека ако сака мозокот ќе исклучи болка и се. Болка и се. Точно. Па добро и ти што те мотивирал и со тоа што не е меѓу нас сега, како Да. што кажа. Многу ми е кеф што имаш таква една мотивација да те Силна, многу силна мотивација од да. некој свој близок, тоа е многу битно. Пример, не те мотивира некој светски атлетичар, не знам што е успешен и што ти е идол, имаш идол од атлетичарите, пратиш атлетика? Па, пратам атлетика, ама идол, се знае кој ми е идол. Кој не знам, јас не ги Тетин знам. ми. Тетин ти, добро рековме за тетин ти, супер. Освен тој што ти е најдраг медал, спомна преге кога правевме муабет дека имаш медали и во пливање, не само во Да. трчање. Што е со Така, имам медалите во пробано. пливање? Додека бев повредена, гледав некако да сум физички активна. Некако да пробам да не изгубам премногу фитнес, ај реков, ќе пливам. И имаше трка во Ресен во Преспанското езеро и се пријавив, ми предложи од клубот Аква Спирит. Голем поздрав до него, до Миле Јовановски. И ај реков, ќе пробам, зашто да не. 2500 метри беше Од каде до Мал каде маратон. беше рутата? низ Преспанското езеро во круг се вртеше. Во круг цело? Во круг, да. И браво. И? Значи стење Не, имаше ко пловки вака Аха, 4 наместени, така, во така, круг се така. вртевме, имаше суди и запишуваа. Така. И го препливам. браво. Спрема што никој пат немав мислам да речам да тренирам специјално, аде дистанца. Не, ама ето за да ме држеше, ова што имам тренирана атлетика. Па добро, ти Да, си да. И спортски многу- градена и таков тип си гледа Да. гледат дека си спортски тип ефтен. И многу сепак- мислеа дека нема да издржам. Многу тренинг треба Ма и ги за зафркна. пливање, не само кондиционот, туку и техниките да се правилни и сетото, така да браво што од старт влегваш во непознатото. И освоив на тој
пливачкиот маратон ова е медала. Второ место бев. Браво. Исто така имам учествувано во акватлон. Акватлон. Кажи ми сега што е тоа. Јас не знаев. Државно првенство во акватлон е тоа. Пливање, прво се плива, после се прави транзиција и се трча. Так. Одма облекуваш патики. Триатлоно беше сточак Пливање, велосипед, трчање. и трчање. Да. А како се викаше едно има и со пукање. Знам и Тоа е пукање. биатлон. Тоа е биатлон. Тоа е биатлон. Да. Значи имаме триатлон, биатлон и акватлон. Тоа е исто И дуатлон. атлетска дисциплина, И дуатлон. така? Атлетски дисциплини се тие. Зависи. Зависност. Тоа мешано е со тоа е триатлон. Триатлон е друг спорт е. Така. Значи тебе се што е напор физички те привлече. Се што е долу. Да. Се што е долго и се што е мачно. Мачно, да. Желба и планови за Олимпијада. Големи жил нормално како секој спортист. Така. Мислам дека тоа е врвот на Врвот, тоа е. атлетичен, да. Како мислиш дека ќе стигнеш до Олимпијада? Кај нас имаме стално представници, ако не се лажам, имаме Да, има. неколку на Олимпијадата. Како би можела ти да стигнеш до квалификација за Олимпијада? Па норма, кој се освои. Сега ќе видиме едината што држи, зашто јас гледам голема жилба имам. Ма како е процесот? Интересира? Процесот е Процесот, ете сега ја сакам да се пријавам да стигнам до Олимпијада. Има некое внатрешно бирање во Македонија прво или има wild карта се вика таја. И таја има два атлетичари може да се одат примерно Так. тоа. Машко и женско. Ама ако имаш освоено како да кажам и рангирање треба да има. така, да, знам дека Да, во да во овие рангирање. трги рангирањата се И битни, сетнем да. тоа wild картата ќе ти искористи и фактички можеш дојдеш. А веќе ако имаш норма, автоматски одиш на олимписки игри. Така. А што се подразбира под норма? По одредено време ќе има наместено квота. Така. Тоа и тоа време, ако го оствариш тоа и тоа време, автоматски одиш на Така. олимписки игри. Сега тие нормите што ги има направено за олимписки игри се Скоро невозможни. невозможни. Возможни се трчаат, Ние, ама Да. сакат многу. ама премногу. Сега не ни се толкави големи условите за на такво ниво. Ама тоа ќе пробам. Фала Богу. Се гледам на олимписки игри во дистанцата маратон, 2 километри. Супер. И ние те гледаме во тоа и кажи ми мислам уште дека за ќе те видиме таму. да. Се надевам. Кажи ми уште за Балканското првенство. Во кое беше дел во Романија, така? Да. Таму како помина? Ми интересно искуство, дол пат, многу дол. Со Многу клубот, кал. Доживот. тоа е на ниво на Не, репрезентација. На репрезентација, да. Бевме со репрезентацијата, многу интересно искуство. Имаше од различни држави. Многу дружења имаше пред се. Тоа беше многу интересно. Имаше нешто од некој во целото дружење што некоја особина друга од некоите бендиса што рече да, треба и јас малце вака да размислувам. Нешто што успеа да впиеш од сето тоа. А не знам тоа борбеност. Ко виде Да, премногу агресивно. Па премногу големи угорници, удолници директно сеча ваката од стартот директно на угорница беше. И седнам директно пресечи удолница, па завиок, Ама не е спринт, така? не е спринта. Да. Ама пак буквално спринт е, мораш да Можеш пред другите да излезеш, Има да. ги. Таму како успеа на пласманот каков беше? Дали беше ти задоволна од себе? Не бев скроз задоволна, зашто мислев дека не сум да толку спремна, а бев поспремна од тоа што истрча. Дефинитивно. Мислев дека не сум спремна. Значи тука психичкиот дел малце ти беше. Право. А можев каде повисок ренг да направиш. Добро, секогаш може и подобро, али тие се работи кои што треба да се искусат. Да, ама тогаш не искусна ништо, врска од Затоа велам, треба да учиш со самите напревари маратоните, ќе учиш. Да. Плюс си го имаш клубот позади тебе и цело време да те поддржува и да те тренира, така да Тренерот, тренерот. менталниот тренер што ми е Сега кој ти е моментално тренер? ментално тренер ми е Димитар Петровски. Голема благодарност до него за поддршката, стварно голема поддршка добивам од него. Мислам општо дека кога имаш одиш- најакиот тренер моментално. А најакиот си го имам. Неки. Кога ќе одиш вака по маратони, по тренинзи, поддршка освен тренерот. Од дома имаш Имам огромна поддршка. поддршка. Па веројатно на ваков А потенцијал. некакви награди со пијаното си добила? Да, имам добиен. Државни. Се што ќе фати чупево? Да, има. Награди. А ако треба да бираш помеѓу пијано и атлетика? Па не знам, имам голема жилба за пијано, и стварно ми беше голема.
Ама ето, некако Ама спласно. се јави поголема. Да, нормално Сега е. атлетиката И ми е убо е, она... и убо е кога ќе се ограничиш што сакаш поќе. Оти А прва љубов ми беше мене секој пат пијаното ќе ми остане прва љубов. Колку сакам нека е сега, Стагнира Така, малце, да. ама пак ми остана прва љубов. Нема да се замени ништо. точно. Тука сакав да те прашам сега, на пример, почна со факултет, имаш нови врски, нови одговорности, работи и атлетиката, сето сега ти се случва, то треба да го искомбинираш ти во твоето секојдневие. Значи треба да имаш време за се. Да. И тоа е во ред. Дали ти имаш време за себе? Кога велам за себе, мислам кога ќе тргнеш на страна атлетиката, кога ќе тргнеш на страна пијаното и факултетот. Што сакаш да правиш ти во твоето слободно време? Нешто друго, сигурно нешто има. Гледаш серии, не знам, Stranger Things гледаш? Не, Не гледаш Stranger. не сум многу по филмовите. Хоби некакво, нешто што нешто настрана друго од имаш? спортот. Цртање. Браво. И црташ? Да, црта. Комбинација на уметност и спорт. Да, најубавата комбинација дефинитивно. Едното опушта, другото те тера на дисциплина и не те опушта. Да. Не, мене ме пушта. А, Не знам, и трчање многу ме пушта. Стварно. Да. Се зависи. Да, добро. Кога ќе си се влезеш во твојот филм и си Да, трчаш. денеска бев многу опуштена. Што викат, влегваш во некоја зен состојба и не осеќаш ни болка, ни гледаш околу тебе, ни ништо. Ти викав зашто не ме виде. Каде те видам. па јас имам еден другар Стефан другар ми почна активно да трча. Не за да оди во професионални води, си трча детето и ми имаше речено кога ќе ме видите во паркот да трчам. Не ми кравај Не така. можам да и јас го сватив стварно човекот дека ти кога ќе си имаш рута, распоред како треба да возиш, не можеш ти да застанеш Фокусиран си. си. Да. Ама и не можеш да застанеш сега ти да се поздравуваш со некој, то ти е Се губи и ритам, зашто многу е на Има еден ритам. човек тука пред педагошка трча стално, секој ден. И јас кога ќе шетам куќето, бади му се пушта него секојаш. Веруваш дури по неколку онака секунди ќе изреагира, ќе види дека куќе му се пушта, дури да излезе од она во Концентрацијата, муѓото, во што е фокусот. влезен, да. фокусот. Укупати така. Како рече ја праша ако треба да бира меѓу пијано Да. трчање, трчање ќе види. И сега дефинитивно трчање. А Дефинитивно. одеше на часови по пијано нешто? Да, оде. Тука Ништо кај музичко сигурно. Не, Не? не, приватно оде. Приватно. Браво. Мислам дека пијаното сепак ќе ти остане за цел живот. Ти Не може да се заборави пијаното дефинитивно. Кога ја во композиција, пример, ја баш свирев сега дома. так. Имаше композиција, зборувам од кузет кога не ги имам свирено. Пробав, си оди. Да. Лесно. А бе, тоа мускулна меморија си е тоа. Го учиш, да. еднаш го учиш точако толку. Добро. Да, тоа Сега скрос на веќе А во точак си се пробала трки со точаци нешто? Не. Не. тоа е не. веќе адреналин за мене. Ама Морам имам точак- планинско воз, имам Планинско, планинско, да. Како овие дечките од Downhill. Extreme Bike што се Да. битолчани. Тоа веќе е страшно, тоа мене ми е страв. Мене па не ми е страф. Имаше еднаш така инцидент. Едно дете ми ја потфате гумата на удомница бев. Јас се испаничив, закочив него и се фрлив. Намерно ти направи? Намерно ми го гибна задното колце. Јас се испаничив и камења имаше, дроб бе во рацете. Кажи ми ти во моментот, сигурно имаш некој сон. Сонваш за нешто, претпоставам за нешто големо. Кој ти е најголемиот сон што сакаш да го оствариш во овој момент? Затоа што со ништата наши се менуваат. Да, Ке си помал имаш, не знам, сакам да па бидам други, па пилот, трети. па после сакам да бидам, не знам, атлетичар, успешен или не знам што во иднина. Во моментот, кој е твојот најголем сон? Најголем сон, Олимписки игри. Олимписки игри. Значи сега ќе работиш и ќе се трудиш се околу тоа да стигнеш до Стигнеш. Олимписките игри. Се Има надевам, измеѓу нешто друго, измеѓу нешто друго некои имаш. првенства. Точно, меѓутоа и да не го заборавиш и својот приватен живот, па да изгориш во желбата Не, сега за не. одење. Комбинацијата во сето тоа. Не знам. Мене, вака сакам за крај нешто, да ја прашам, ама и да ја натерам таја да кажи. Мене искрено ти денес многу ме инспирира за околу дисциплината, се пошто во главно сум недисциплиниран човек. И јас генерално. Точно, секојаш си барам што би можело да ме задржи да бидам дисциплиниран, тешко ми оди. Али денес ете научив многу од тебе. Што би твоја лична порака, што би му предложила на другите, би му кажала на сите оние што немаат дисциплина, што сакат да се дисциплинират
И на сите оние што мислат дека е доцна да почнат, а не е. Не е никој па доцна, значи ти сега да почнете не е доцна. Не може да се стигне до некој ниво, ама сепак за здравие, зашто да не? Види, дисциплината во спортот е истата дисциплина и за во животот. Во да исто кажеш, буквално, смениш атлетиката нешто. ти е животот буквално. Да. Се применува и во животот. Се десило некојаш да ти е мака да станиш сега и да трчаш? Се дешава Ама секој пат. одиш, секогаш одиш. Леле, ич не ми се излегви, ама патиките на нозе ги имам. Леле, ич не ми се излегви, чека. И тргвам. Тоа е нешто многу силно што треба да те натера. Да, Да. Таа си кажа. А веќе има треба и да на- си тотално исклучен, тогаш че не се слушаш што преш, ти треба да станеш, ти што сакаш размислувам, ама треба да станеш да истрчиш. А дали често откажуваш пиење кафе со другарки или некои други договорени обврски што ти излегле непредвидено, а мораш тогаш да трчаш? Тоа е во Во смисла, не знам, зависност. дури и да те закажат на забр, да му речеш не можам тогаш да дојдам на забр, трчам тогаш. Не, ќе искомбинирам, тоа треба да си има добар тајм менеджмент, Да, да. Тога јас во тоа стварно лесно се снајдам. Што ако сакам негде да одам, ќе направам се трчањето, ќе истрчам, ама ќе одам натаму. Ете како сега. Да. Истрчам па дојде тука, не? Да, сега морав да истрчам, па да дојдам тука и седнам да бегам за Скопје. Сега во Сега заминуваш, да, после, Да. значи, после емисија, дома, сак. саат, И свириш телен сат на клавир. и- Дојде, не. седнам има да ми се станви. Браво. Со превод, па добро, види, кумбата е во право кога вели дека не научи ти нешто нас денес, се надеваме и ние дека ќе бидеме некојаш подисциплинирани, ние може не за спорт, ама да бидеме за некои Општо, навики за наши во било што во животот, да. животот. Многу фала што конечно после не знам 2 месеци договарање да дојде кај нас. Ама рековме дека пред 2026 ќе снимам. Да, така се Значи- договоривме, а емисијата ќе оди после. И ти кажам кога Емисијата ќе гледате в година, ама ние си ја снимивме. Се снимивме, да, затоа што денес е 28 ближи нова година. Се надевам и ти посакуваме во иднина твој сон на Олимпијада да оди да се оствари. Јас кажам, јас ќе гледам на Олимпијада. Да. Да, не знам како си размислувам, јас ќе гледам. Да. Знам. Ние те поддржуваме, Име среќата каква ќе. дај Боже. Ги повикавме и пак ќе ги повикаме сите што се во можност да ти поможат. Не станува збор за илјадници евра, станува збор за основни работи кои Чиста што тебе ти се поддршка. Патики буквално. патики Да. буквално, значи патиките редовно мораш да ги менуваш заради тоа што не си Колку рала патики Риз. во една година трошиш? Имаш изброено колку имаш во 10 до 15 пара Па патики. да речеме на 2 месеци мора да се сменат. Ево пред Значи, на месец ако трчаш шест, преголема километраж на 2 месеци. Каква патика, извини се, јас ќе се одјавував, ама многу ме интересира за трчањето. Каква патика е препорачлива да се носи? Тоа е во Полес? зависност од пример што ќе трчаш. Пример дали ќе трчаш трка. Трка има карбонски патики, ти имаат карбон во нив и тоа те прави побрзо, мислам, Да, не ти ги оптоварува многу мускулите, Така. тоа те прави побрзо. Пример за лесни тренинзи се користат вакви патики, така со појќе Џон, Тоа е како? За трек. за пример за некој побрзо темпо, threshold или не знам некои побрзи така тренинзи, имаат супер тренинг што тие се со послаб на карбон, не карбон туку поинакво. Јас од секогаш Покруте ѓонот. носев високи и уште носам високи патики, ама кошаркарски тие се малце потешки, погруби. да, да. Мора да се лесни, ама Да. патиките за трчање се овие исто кога да не носам ништо на мене. За на па тоа ќе велев, за на работа еднаш пред неколку години купив прв пат во животот ниски патики и од озгора платно. И ѓонот беше некој лесен материјал, појма не. Се прероди бе Да. ми прелесно, не осеќаш на ноги. Не осеќа ништо не се осеќа. А Требаше мене ги ми донесам тие препорачваат патики да видите колку високи се како што лесни. носи таја, пошто сум дуставан во нозете. И прв пат кога зедов такви што викаш ти кошаркарски, Air Max, Да, се сопкав од нив 2 месеци. А да, ми Патика треба- да се сопкав. треба човек да се навикне. Многу е Зашто? битно патиката, пример, каква ти одговара Точно. најпоќе на ногата. Точно, точно. И облеката предпоставувам. Обично трчат по бициклистички, така се викаат. Тоа е Шорци, ама да не се шорци што се мафтат, туку треба да се Да. залепени за тоа. за трка, за лепење, а да на тренинг И може доличе јас да имам пишеш. уште едно прашање, ветувам последно и Не, после бе. можеш да одјавиш. Не бе, не слопно. За што се е добро трчањето? Кои се мускули функционираат, работат?
Па сите, Сите, исто како пливањето, бе. исто. Да, А најбитно срцето. точно. Срцето, има време за љубов? Има време. Има време? Еј, Со трчање оди, со трчање си бега. Тајм менеджмент, Некој- држи ми предавање за тајм менеджмент. А одма може и некој атлетичар тренинг дейт. Ајде. Да. Супер, баш ме да Те чекам на целта му вика. Чекам на И сега целта. што побрзо трчаш, побрзо ќе се бациш. Да, мамето ми што таја може да дејто да го претрка, јас мислам таја побрзо ќе стигне Браво. од дејто. На тренинг, па, за пример, да си имаш некој атлетичар со тебе. Тренинг заедно, да те влечи она се. Еј, не ми се текнало. поддржувате, гледаш, Да. интересна приказна, може да види ова. Одлично. Се надевам дека приказната успешна на Дарија ќе мотивира исто и други, ќе мотивира и спонзори, затоа што ние досега имаме снимено неколку, ако не и појќе емисии со вака успешни наши битолчани, и тоа салам успешни, кои што се надеваме дека ќе И успеат. дел од нив успеа најдоа спонзори, ги Да. се поврзае некако, така да... Се надеваме и дека Дарија во наредното гостување исто ќе ни се пофали со спонзори, со нови успеси, а сите навиваме Дарија да оди на Олимпијада. Така да, фала ти уште еднаш. Умнеш, чао. Дарија може да ви речи сега чао, се гледаме за една недела. Ми благодарам многу. Чао.